нашиот олимпиец кој 2000-та година успеа да и го донесе на независна Македонија првиот медал од Олимписките игри, и Трајче Димков, мојот соговорник, со кого имаме чест и задоволство да го коментираме ова. Многу скромно, меѓутоа Димков и вие бевте еден од долгогодишните репрезентативци кои што настапувавте во голем број надпреварување и се разбира сигурно дека со посебен пиетет кон македонскиот бисер триумф 89-та, 93-та и 95-та година на онаа топ листа во 10-те најтрофејни борачи сте и во овој сегмент во надпреварите на македонскиот бисер. Добро е што има такви некои статистики за да ги подсетиме младите дека некогаш и ние како повозрастни нешто сме дале некој прилог во однос на работењето на борењето. Да, само да поменеме дека првите медали има чест и задоволство да ги додели претседателот на Олимпискиот комитет Даниел Димевски за Владимир Егоров, кој што имаше атрактивен настап, штета што не траеше повеќе од аспект на тоа што многу атрактивно ја водеше борбата. Да, јас кога го видов уште еднаш сега кога видов снимката, јас мислам дека Егоров беше оштетен. Непристрасно уште еднаш кога ја погледнав, сега додека разговаравме, Егоров имаше 4 пати го заврате противникот по 2 поена, со тоа што му контрираше на противникот, нели рековме дека се направи корекција 2 поена за бугаринот и мислам дека тогаш акцијата требаше да биде 10-2. Мислам дека се направи друга оценка. Во секој случај чиста и многу тактична победа на Егоров. Да, може би не видовме најатрактивни елементи, меѓутоа многу тактична. Тука е големината на големите борачи. Некојаш може би нема да види многу, меѓутоа мудроста да го зачува резултатот, да зачува да не му освојат поени е голема. Да, и делуваше дефанзивно, меѓутоа и тоа како беше определен да освојува поени, значи иако делуваат можеби дефанзивно, дека противникот има некаква иницијатива, навидом иницијатива, но 9-2 на крајот и неколку спорни моменти. А ова е сега втората борба која што ја видовме и победата на Стилијан Илиев од Бугарија во мечот со Мухамед Феруку во категорија до 65 килограми, и таа беше доста атрактивна, но бугаринот реално беше поквалитетен и победи со технички туш при резултат 12-2. Имаше прекин во овој меч. И очекуваме сега доделувањата на медалите и во оваа втора категорија. По делот на правилата и новите правила, чисто да знаат гледачите дека мерењето на борачите сега се прави во истиот ден. И сега е многу потешко. Значи тие сабали кои ќе станат ќе мора да бидат точно со килажот. Да не е надминато на црвената линија. Да не е надминато на таа линија. Да. Порано беше поинаку, значи одвеќе се мереа, може слободно да јадат, веќе утрете да се борат. Сега не. Се случувало многу борачи да намалуваат килограми, за да се заштитат борачите од преголемото намалување на килограми, се направи ова, значи самата Светска борачка федерација ги сака да ги заштити борачите, бидејќи и амбициите сами лични кон нив, можеби на тренерите се по секоја цена тој да намали до 10 килограми, знаеме наши борачи кои го правеле, тоа беше многу тешко, јас сум го правил тоа и меѓутоа сега веќе и да сакам тоа да го правам, ако треба од сабале да се мена веќе ќе биде потешко, ќе размислам. Се случувало по 2 категории да се вратат назад во однос на нормалната килажа која ја имат. Која е се цената на успехот на спортистите, на врвните спортисти, на големите надпреварувања, за обичните, да речеме, граѓани и секојдневни гледачи, како се доаѓа до некој медал, а како се она што претходи, покрај тренинзите, покрај избегнувањето на повреди, покрај темпирањето на форма, покрај исхраната, покрај многу други фактори кои што се значени, треба да се дојде до ситуација пред се да се бориш сам со себе, односно со килограмите кои мора да бидат на вистинско ниво, односно на вагата да се покаже онаа тежина која што е неопходна за да се борите во својата категорија. Еве ги освојувачите на медали во категорија 65 килограми. Наградите ги доделува Владимир Богоевски, претседател, односно спортски директор на Македонскиот олимписки комитет. По долги години, оваа година успеавме конечно да се израдуваме на олимписки медал на Олимпијата во Токио, која беше одложена од минатата година. Имавме неколку кандидати, на крајот теквондоистот Дејан Георгиевски не израдува со најголемиот резултат од осамостојувањето, сребрен медал финале во
таеквондо во неговата категорија и успеа да дојде до олимписко одличие, второ во овие 30 години македонска држава. Се согласувам, исклучително вреден, многу голем резултат, и резултат е и нормата на Нуров кој успе да ја направи, освојувањето на медал од светското првенство. И мислам дека тука во овој момент покажавме еден друг квалитет. Меѓутоа, како што спомна една тема, можеби е тема за некој друг момент, за друг разговор, страшни се одречувањата, откажувањата од некој слободен или од борењето. Борењето е вештина спортска, благородна и многу честна и храбра и да не се плашат. Значи влегуваат во костец. Што е единствено проблем? Бидејќи сега ние тука и ги челичиме децата, тој влегува во ситуација борба човек до човек. Друга екипно е ако сме 11 или 6 или не знам колку, зависи од која спортска дисциплина, кога сме на другата страна, а тука си сам. Боришто да гледа и ладници луѓе и сега понатаму што? И сега цврсто се делува, се влегува во костец, глава до глава и така натаму. Меѓутоа во секој случај спорт кој дава многу, кој е спорт кој понатаму може да помогне за било кој друг спорт и за развој и за карактер на младите боречи. Така да апсолутно го препорачувам за каде што ќе има боречки клубови да се вклучат дечињата уште од најмалата возраст, бидејќи тие можат во почетокот да бидат и борачи, во следната фаза може да биде и друг спортист. Јас сум имал кога работев во Балканец, како значи и фудбалери, и кошаркари, и ватерполисти, и боксери, и каратисти во клубот. Идеја кај мене специјално да работат и физичка подготовка, меѓутоа од тука понатаму и кикбоксери имавме многу успешен, кој понатаму беше на македонско ниво и на светско ниво. Така да сакам да кажам дека има можност тука и треба да го прават. Да, само да поменеме дека во тек е сега церемонијата на доделување на награди во третата тежинска категорија која што ја гледавме. Фати Вејсели 70 килограми со 10 удари технички туч што прекин успеа да го победи Албин Шеко од Косово. Беше доминантен македонскиот надпреварувач и ја доби таа борба во категорија до 70 килограми и заслужено го освои првото место. Наградите ги доделува градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов. Јави ги сега оние моменти за она заедничка фотографија на борачите кои што беа во оваа категорија до 70 килограми на годинашното издание на македонскиот бисер. Се разбира со победа на Фати Вејсели во категорија 70 килограми. Само да напоменеме во контекст на претходното, да, оваа година имаме исклучително високи резултати во боречките спортови. Не само борењето, значи како доказ дека Македонија е борбена нација или нација која што и одговараат и лежат поединечните спортови пред се овие боречките спорти. Например, во таеквондо имаме сребрен медал на Дејан Георгиевски, што е најголемиот успех во овие 30 години од осамостојањето на Македонија, или најголем успех во оние врвни резултати на шаман трстена на олимпијадите, злато и сребро со 84 и 88 година. Потоа го имаме Димитар Ѓорѓиев, кој што во кикбокс успеа да освои златен медал и тоа во ринговна дисциплина, што досега не му се случи, беше 3 пати светски шампион, меѓутоа во кик-лайк мисля чини дека беше 3 пати во претходната деценија, да, сега 4ти златен медал, секоја чест за Димитар Ѓорѓиев и за кикбоксинг спортот. Каратистот Емил Павлов денес беше финалист на светско првенство во Дубај во категорија 67 килограми, претходно беше 2 пати европски шампион, 4 пати медалист во категорија до 60, сега за прв пат во по-висока тежинска категорија, меѓутоа и самиот вели малку се, ајде да не речеме побавни, меѓутоа висината му одговара, техниката му одговара, квалитетот на надпреварувачите е врвен, нема тука што да се зборува. Денес загуби од олимпискиот, европскиот и светски шампион Стивен Да Коста, меѓутоа неговиот сребрен медал на Емил Павлов, ова е најголемиот успех на македонскиот карате спорт на светските сениорски првенства и честитки за него. Така што ова е еден мозаик од врвни резултати на големи надпреварувања, не на обични турнири, кои што се случува, да не зборуваме дека имаме квалитетни резултати во младинските категории. Се тоа го зборуваме, Дивков, од аспект на тоа дека сите оние родители, сите оние деца кои размислуваат што, како, каде. Да, фудбал, кошарка, ракомет, удбека, тука не е спорно, меѓутоа од оние базични спортови и пред се, нормално, треба и атлетика и гимнастика, кои за жал не се на тоа ниво, имаме, меѓутоа не на тоа ниво, реално, ако размислуваат каде да се определат, а имаат малку она во себе, што се вели, покрај физичките предиспозиции и желба да се надмудруваат, затоа што ова е надмудрување пред се, техника, тактика. На крајот се разбира, треба и физичка сила, едноставно да се определат во некој од спортовите кои што може да им донесат резултат. Точно така, вие веќе ја пративте пораката затоа што треба да сватат луѓето и од Македонија толкава како што е, може да се направи резултат. Само ако се работи.
Значи ништо не е невозможно. Ние сме имале резултати и на екипно и на поединечно првенство, така да Македонија може да даде. Само рековме, рана специализација, да се почне на време со борачите, со квалитетни услови, со мотивација и мислам дека има можности за успех на било кој, ако да речеме се вложи во спортот. Да, само да напоменеме дека со моменти за дел од оние натпреварувачи кои што дале многу во боречкиот спорт од Струмица, некои од нив за жал не се тука, не се меѓу нас починати. Меѓутоа, спортскиот директор на Боречката федерација е еден од главните, најпознатиот спортски работник во борењето од Струмица Сократ Левтимовски, во името на Боречкиот клуб Избор додели плакети на нивните семејства, Антонио Кечев, Ване Мицков, како и на долгогодишниот надпреварувач, истакнат надпреварувач борач Мирослав Велков. Тој треба да е тука присутен. Да, во моментов го прими признанието. Тој така беше исклучително многу надржен, квалитетен борач, меѓутоа со згаснувањето на клубот во Струмица згасна и се застана и многу таленти да не функционират. Еве, ова е можност веќе како промоција, како враќање на македонски бисер, овој јубилеј, да се мотивират некои дел од постарите борачи да го вратат борењето, односно да се формира секција со надеж да се реорганизира и да се врати клубот назад. Така е. Тоа се тие моменти во име на Боречкиот клуб Избор, па ајде нека биде повторно избор на таленти, нека биде избор на квалитетни борачи. Да се потсетиме само дека имаше не само слободен стил, туку и грчко-римски стил, токму во Струмица, не така можеби резултати врвни и спектакуларни, како што беше и во слободниот стил, меѓутоа во грчко-римски стил еден од ретките центри каде што се негуваше тој стил со солидни резултати. Да, јас ви кажав, настапував јас за Струмица и тогаш кога настапував имаше многу деца. Имаше многу атмосфера, голема атмосфера, буквално градот живееше за борењето, имаше дерби средби, една е издвоема со Балканот, беше фантастична средба со Радовиш и така натака. И меѓутоа борењето грчко-римски паралелно се движеше во почетокот со развој, кога се создаде борењето, кога се создавало борењето во Македонија, борачите тренирале и слободен и грчко-римски стил. И буквално на екипните првенства, значи дел од нашите екипи Балканец, Спартак, Кочани, Скопје настапувале во Југословенската лига и таму и на ниво на Југославија и останатите клубови на Србија, Хрватска и така, значи морале еден надпревар да одржат во слободен стил, еден во грчко-римски стил. И интересно било што во еден момент нашите екипи ги победувале и во слободен и во грчко-римски стил. И им било малку чудно зошто така што се случува. Меѓутоа во секој случај Македонија даваше добри резултати и на крај после се подели некако така случајно. Македонија остана со слободниот стил, а останатите републики го презеда грчко-римски стилот во борење грчко-римски стил. Да, сега повторно она церемонија 74 килограми, категорија во која што Станислав Свинот Буев од Русија беше убедливо подобар од Серкан Сакиров од Македонија во овој финален меч или во мечот трето коло практично. Свинот Буев заврши со 2 победи во турнирот и двете со прекин, со технички туш. Во првиот го победи албанскиот представник Лила, кој што беше исто така учесник на овој турнир, а во финалето убедливо подобар со технички туш, со прекин успеа да го победи и Серкан Сакиров од Македонија. Остана уште неколку борби од оние најтешките категории, кои што ќе ги видиме тука, 86 килограми. Таму треба да го видиме Али Джемало против Петар Михов, двајца бугарски надпреварувачи. Ќе почекаме малку. А потоа и категорија 92 килограми, каде што Александар Џукановиќ од Србија ќе се бори. Нашиот олимпиец кој 2000-та година успеа да и го донесе на независна Македонија првиот медал од Олимписките игри, и Трајче Димков, мојот соговорник со кого имаме чест и задоволство да го коментираме ова. Многу скромно, меѓутоа Димков и вие бевте еден од долгогодишните репрезентативци кои што настапувавте во голем број надпреварување и се разбира сигурно дека со посебен пиетет кон македонскиот бисер триумф 89-та, 93-та и 95-та година на онаа топ листа во 10-те најтрофејни борачи сте и во овој сегмент во надпреварите на македонскиот бисер. Добро е што има такви некои статистики за да ги подсетиме младите дека некогаш и ние како повозрастни нешто сме дале некој прилог во однос на работењето на борењето.
Да, само да поменеме дека првите медали има чести задоволство да ги додели председателот на Олимпискиот комитет Даниел Тимирски за Владимир Егоров, кој што имаше атрактивен настап, штета што не траеше повеќе од аспект на тоа што многу атрактивно ја водеше борбата. Да, јас кога го видов уште еднаш сега кога видов снимката, јас мислам дека Егоров беше оштетен. Непристрасно уште еднаш кога ја погледнав, сега додека разговаравме, Егоров имаше 4 пати го заврате противникот по 2 поена, со тоа што му контрираше на противникот, не рековме дека се направи корекција 2 поена за бугаринот и мислам дека тогаш акцијата требаше да биде 10-2. Мислам дека се направи друга оценка. Во секој случај чиста и многу тактична победа на Егоров. Да, може би не видовме најатрактивни елементи, меѓутоа многу тактична. Тука е големината на големите борачи. Некојаш може би нема да видиш многу, меѓутоа мудроста да го зачува резултатот, да зачува да не му освојат поени е голема. Да, и делуваше дефанзивно, меѓутоа и тоа како беше определен да освојува поени, значи иако делува можеби дефанзивно, дека противникот има некаква иницијатива, навидом иницијатива, но 9-2 на крајот е и неколку спорни моменти. А ова е сега втората борба која што ја видовме и победата на Стилијан Илиев од Бугарија во мечот со Мухамед Феруку во категорија до 65 килограми и таа беше доста атрактивна, но бугаринот реално беше поквалитетен и победи со технички туш при резултат 12-2. Имаше прекин во овој меч. И очекуваме сега доделувањата на медалите и во оваа втора категорија. Моделот на правилата и новите правила, чисто да знаат гледачите дека мерењето на борачите сега се прави во истиот ден. И сега е многу потешко. Значи тие сабали кои ќе станат ќе мора да бидат точно со килажот. Да не е надминато на црвената линија. Да не е надминато на таа линија. Да. Порано беше поинаку, значи одвеќе се мере, може слободно да јадат, веќе утрете да се борат. Сега не. Се случувало многу борачи да намалуваат килограми, за да се заштитат борачите од преголемото намалување на килограми, се направи ова, значи самата Светска борачка федерација ги сака да ги заштити борачите, бидејќи и амбициите сами лични кон нив, можеби и на тренерите се по секоја цена тој да намали до 10 килограми, знаеме наши борачи кои го правеле, тоа беше многу тешко, јас сум го правел тоа и меѓутоа сега веќе и да сакам тоа да го правам, ако треба од сабале да се мена веќе ќе биде потешко, ќе размислам. Се случувало по 2 категории да се вратат назад во однос на нормалната килажа која ја имат. Која е се цената на успехот на спортистите, на врвните спортисти, на големите надпреварувања, за обичните, да речеме, граѓани и секојдневни гледачи, како се доаѓа до некој медал, а како се она што предходи, покрај тренинзите, покрај избегнувањето на повреди, покрај темпирањето на форма, покрај исхраната, покрај многу други фактори кои што се значени, треба да се дојде до ситуација пред се да се бориш сам со себе, односно со килограмите кои мора да бидат на вистинско ниво, односно на вагата да се покаже она тежина која што е неопходна за да се борите во својата категорија. Еве ги освојувачите на медали во категорија 65 килограми. Наградите ги доделува Владимир Богоевски, председател, односно спортски директор на Македонскиот олимписки комитет. По долги години, оваа година успеавме конечно да се израдуваме на олимписки медал на Олимпијата во Токио, која беше одложена од минатата година. Имавме неколку кандидати, на крајот теквондоистот Дејан Георгиевски не израдува со најголемиот резултат од осамостојувањето, сребрен медал финале во теквондо во неговата категорија и успеа да дојде до олимписко одличие, второ во овие 30 години македонска држава. Се согласувам, исклучително вреден, многу голем резултат, и резултат е и нормата на Нуров кој успеа да ја направи, освојувањето на медал од светското првенство. И мислам дека тука во овој момент покажавме еден друг квалитет. Меѓутоа, како што спомна една тема, можеби е тема за некој друг момент, за друг разговор, страшни се одречувањата, откажувањата од некој слободен или тие негови активности, често пати ги пренесов на моите боричи за да им кажам како се прави резултат, што треба да се направи, како треба да се развива еден спортист.
Да, и самиот Трстена е доста активен и по социјалните мрежи, а и лично онаму каде што цени дека треба да се појави, да им дели совети на младите спортисти, дека ако можел тој, може секој. Но треба многу работа, треба труд, треба да се направи максимум, да се валоризира потта, резултатот, да дојде како една круна на се она што се случува на тренинзите, во животот, меѓутоа и на психолошки план, на ментален план, на планот на исхрана, на буквално секој план што е најважен, што делува за да се оствари некој голем резултат. Ова е сега прогласување во категорија 86 килограми, она бугарска пресметка, Али Джемал успеа да слави против Петар Михов, убедливо со технички туш. И сега најава на веројатно ќе биде последна борба. Имаше уште една најавена, но како што добивме информација, Паниси Карепи од Албанија поради повреда во елиминациите нема да се појави, но најважно за нас е што ќе го видиме Магомедат Джунуров против Увејс Фейзула. Увејс Фейзула е во црвениот тагол, Магомедат Джунуров во синиот како голем фаворит во овој настап. Но добро е за ова момче Фейзула да се протистави на Нуров, кој што е носител на бронзен медал од минатата година. Еве ги тие последни медали кои што ги чекавме. Стилјан Илиев кој што победи во категорија до 65 килограми. Имаме значи три пекари за најдобар странски борач, Стилјан Илиев. Така е, Стилјан Илиев имаше атрактивен настап против Мухамед Феруку 12-2. Најдобар домашен борач е Владимир Егоров, кој што го видовме во првата борба во ова финална представа. Победа 9-2 против Сергеј Бонев. Најпрвен Стилјан Илиев, кој што го доби пекарот за најдобар странски борач. Најдобриот домашен борач избран на овој турнир, Владимир Егоров, да го прими трофеот од претседателот на Боречката федерација. Сега Владимир Егоров треба да го видиме на пиедесталот како најдобар домашен борач. Неколку атракции, сигурна победа и заслужен овој пекар. Може би во перспектива уште некој медал од големите надпреварувања пред се европското следната година. Трофеот од македонски бисер оваа година припадна на Магомед Начинуров. Очекувано најпрестижниот трофеј за победник на македонски бисер како најдобар борач или борач кој што оставил најдобар впечаток пред се поради онаа победа која за жал не можеме да ја видиме, но ждребот беше таков против бугаринот Иванов 14-9 на поени. Може да замислиме како сето тоа изгледаше. Штета што не го видовме во пренос. Го видовме во пренос овој убедлив настап против Увејс Фейзула до 125 килограми. Магомедат Джунуров, нашиот олимпиец кој што го добива најпрестижното признание од рацете на председателот на Боречката федерација на Македонија Дејан Богданов. Еве и сега со сите тројца, најдобриот странски, најдобриот домашен борач и најдобриот победникот на годинашното издание на македонскиот бисер, Магомедат Джунуров, една заедничка фотографија. Еве со овие заеднички честитки на крајот, полека го привршуваме овој директен пренос. Димков, еве за крај. Многу зборувавме, многу пораки, како и секогаш, но еднаш во годината не е лошо некогаш и да се повтори една добра квалитетна организација. Квалитетно беше тоа што беше избрана Струмица, 60 години од основањето на Боречкиот клуб Избор. По втор пат во историјата Струмица е град домаќин на Боречкиот бисер, 45-ти поред.
Веруваме дека следната година ќе биде и поквалитетно, можеби со нешто полесните мерки поради COVID-19, и тоа го стимулира некако секој боречки работник и секој спортски работник да работи, меѓутоа од друга страна ги лимитира организаторите и во поглед на учесниците, и во поглед на присутните, и во салата и се друго, но еве да речеме следната година очекуваме поквалитетно издание со повеќе надпреварувачи, но и повеќе домашни борачи кои што ќе направат резултати пред секако подготовка за европски и светски првенства. Па точно, вие скоро кажавте се, значи честитки прво на јубилеите, двата, и на Извор и на Македонската федерација и на Македонскиот бисер. 45 години со 60 години од Извор. Јас ово според ова што го видов, гледам едни нови стандарди, нови услови кои ги наметнува Светската боречка федерација и нашата федерација македонската ги прифатила и гледате дека прилично е добро организирано. Во однос на тоа, значи организацијата беше одлична. Во однос на тоа се согласувам дека треба да има повеќе домашни борачи, треба да се работи во делот со сеньорите. Значи ние работиме кај кадетите, кај младинците, имаме одлични екипи, меѓутоа тука треба да се направи нешто повеќе во однос на тоа. Стимулацијата треба да биде, работата треба да биде во матичните клубови, меѓутоа ми се чини јас уште еднаш, значи ја барам помошта во државата, во институциите кои ги водат спортот, за да може да се помогне на македонското борење, затоа што рековме, не само борењето, сите поединачни боречки спортови дават резултати. Ние тогаш треба да сватиме во кој правец треба да движиме програмски или не знам локално или програмски во однос на Агенцијата за млади спорт, Олимписки комитет, на владата и така натаму, дека тука треба да се вложува. Тука треба да се изнајдат мерки, посебни мерки за овие спортисти. Тие сами се борат, сами постигнат резултати, меѓутоа со мала помош мислам дека може да направат уште поголеми резултати. Треба да се обезбедат персонални тренери, душици за борење и посебни сали за тренинг. Дивко, благодарам за стручниот коментар, како и секогаш концизно и кратко, но и доволно долго, а и разбирливо со сите оние кои што разбираат, а и не разбираат многу борење и може да ги следат убавините на овој спорт пред се презентирани преку настапите на домашните, но и иностранските борачи на Македонскиот бисер. Еве со ова полека го привршуваме директниот пренос. Само да констатираме. Само јас на кратко благодарам за можноста јас да бидам пак уште еднаш дел со во однос на колега на презентирање на Македонскиот бисер со надеж за подобри резултати во едно време. Да, благодарам уште еднаш. Магомедат Джунуров е добитник на најпрестижното издание, на најпрестижниот пехар на 45-тиот македонски бисер во борење слободен стил, на кој што настапија надпреварувачи од 7 земји. Надпреварот се одржа во Струмица и тоа по втор пат, по далечната 1997 година, откако Струмица беше за прв пат домаќина и како резултат на 60 годишнината од формирањето на боречкиот клуб Извор од градот. Владимир Егоров, кој што победи во категорија до 61 кг, е избран за најдобар домашен борач, имаше атрактивна изведба во 6 минути против Сергеј Бонев од Бугарија, го доби тој меч со 9:2. Од македонските борачи, значи Магомедат Джунуров успеа да слави против Иванов во елиминациите 14:9 против бугарскиот надпреварувач и со технички туш против Увес Фезула во финалниот настап. Во категорија до 65 кг победи Стилијан Илиев од Бугарија во финалето против Мухамед Феруку од Македонија, а Илиев со тоа беше прогласен и за најдобар странски борач од македонските надпреварувачи. Одличен настап имаше и Фати Вејсели во категорија до 70 кг, кој што со технички туш 10:0 го солада Албин Шеху од Косово. Руските представници беа изворени во две категории, 74 кг. Станислав Свино Буев славеше со прекин против Серкан Сакиров од Македонија, 11:0 беше во тој момент, како и Кахабер Кубешти во категорија до 79 кг, кој што во својот настап освои 13 поени во мечот против Октај Хасан од Бугарија, кој што остана само на 1 поен. Али Джемал го доби бугарскиот дуел против Пекар Миков во категорија 86 кг, а до 92 кг победи гркот Георгиос Цанакис, кој што со 12:2 или со прекин поради 10 поени разлика беше поуспешен од Александар Ѓукановиќ. Се на се, успешна организација на 45-тото издание на
боречката федерација на Македонија, која што најавува дека од следната година овој турнир треба да биде и помасовен и поквалитетен, но многу работи ќе зависат и од ситуацијата со коронавирусот, но пред се овој турнир да прерасне во квалитетен, како што беше некогаш, и да биде подготовка за големо надпреварување како што е европско или светско првенство. Почитувани гледачи, тоа беше се од вечерашното издание. Верувам дека сте задоволни од она што го видовте од ова 45-то издание на традиционалниот боречки надпревар Македонски бисер. Пријатна вечер.